Почитувани ви посакувам добар ден. Почнуваме со емисијата Очи во очи, а денешната тема се однесува на партиските, политичките предизборни коалиции кои се повеќе се интензивираат во пресрет на локалните избори, или со други зборови токму локалните избори се причина за овие калкулации кои на некој начин најдиректно можеби почнаа со тоа политичко кокетирање, па гледам се користи терминот флертување, а каде што има кокетирање, флертување, од сето тоа после не знае човек до што може и да се дојде. Така се почнува, а каде ќе се заврши прашање, но сето тоа зависи секако и од другата страна, од страната со која се кокетира, односно се флертува, или страните зависи. Ако има повеќе, уште поголема е недоумицата со кого ќе се заврши. Или со која, зависи. Мислам партија, нели, политичка. И ова почна со тие навестувања уште некаде од почетокот на годината на крилото на Алијанса во рамките на, сега веќе не, барем како што велат официјално, навреди, на таравари околу токму со Дуи, односно со лидерот на Дуи. Колку сега ова ќе биде пресудно, имајќи предвид дека ова се одразува впрочем и на целата таа калкулација во рамки на останатите фактори, но и воопшто на владеачкото мнозинство. И токму затоа и премиерот Мицковски планира по 1 мај да се сретне со коалицијскиот партнер Таравари. Се уште е коалицијски, значи дали ќе има помирување, онака расправа да се помират страните, или можеби ако нема простор за разговор, веднаш експресно еден вид разделување, развод и така, кога почнахме веќе со тој речник. Едноставно, како и да е, по 1 мај би требало да стане појасно околу тоа дали ќе се соработува или не, но клучниот момент не е толку да се дискутира или да се анализира што со тие калкулации конкретно на Таравари, туку со сето она што тоа може да предизвика. Впрочем, и токму затоа не е случајно и најавата на Мицковски по 1 мај да се сретнат, затоа што тоа ќе определи дали, впрочем, Таравари ќе остане во владата како четврт коалицијски партнер, што е едно колку нему му значи, но секако за тоа владеачко мнозинство, односно и за Мицковски како премиер, сигурно не е беззначајно, имајќи ги предвид 5 пратеници кои Таравари ги всушност носи со себе. Каде и да оди, или си ги однесува, ако замине. И сега во таа смисла е прашањето дали ќе остане или ќе замине со сето тоа што е со него, велам. И тука се тие калкулации практично на сите и во рамки на владата, односно на премиерот Мицковски, но и во рамки на Таравари, кој исто така калкулира околу тоа дали тој ја остава, не е експлицитно, меѓутоа колкави се шансите да стане дел од Европски фронт, иако Таравари вели дека има само еден ориентацијски компас, народот, и вели тоа е мојата совест, мојот глас, мојата сила. Меѓутоа калкулациите во исто време пак ги прават и другите, преостанатите, не само премиерот, туку и останатите фактори во рамки на до вчерашното партнерство, па така Изет Меджити од Вреди директно вели дека во владата не може да има место практично на две столици, односно да се соработува со Дуи и да се биде дел од владата, не може.
да биде. И во таа смисла пак и ќе се знае и до крајот на неделата дали ова крило на алијанса на албанците на Таравари ќе остане во владата по напуштањето на коалицијата, ќе отиде ли во како независно, ова што вели како независен фактор, што го вели Таравари, дека му е ориентацијскиот компас народот. Сега зависи тој компас може и како се поместува народот и компасот оди кон народот, а народот е и кон ДУИ, односно Европски фронт, и кон други субјекти, така да каде и да гледате народ, вие може да вртите кон народот, а зад тој народ може да се одредени, гледате, политички партии, така да останува нејасно во таа смисла дали ќе остане во владата по напуштањето на коалицијата Влен, дали компасот ќе му биде народот аскетски, онака сам со народот, или и оној народ кој е, што е тој народ, и тоа е народ кој се со другите политички партии или фронтови, Европски фронт и така натаму, па може би исто така во името на народот да се стане дел од тоа, тој компас да натежне натаму, хипотетички зборувам, и велам секако калкулациите од друга страна кои тогаш ќе треба и веќе ги прави владеачкото мнозинство. Така да еве ја денешната тема околу сите тиете подготовки за локалните избори кој знае, се чини дека можеби не можеме и ние да видиме толку далеку, а можеби тие успеваат да видат и подалеку, па овие подготовки за локалните избори се всушност можеби и подготовки за парламентарните избори. Тоа е пак идејата да се обидеме да ги досегнеме тие нивни, ако ја има логиката и смислата на калкулациите, по однос на тоа кој со кого ќе остане, имајќи предвид дека визави компасот повторно, па народот е тој што го определува, вели Таравари, компасот му е народот, но и народот оди кон компасот. Па затоа секој ги прави тие калкулации, а ако ни отиде овој ќе ни однесе толку пратеници, а толку пратеници вредат толкав број на гласачи. Значи и обратно е, не е само мене ми се компас од гледачите, но и јас сум им компас на гледачите во таа политичка смисла. Тука затоа може да биде тоа взаемно, ако се гласачите отелотворени во некоја партија, ете го компасот да се стане дел од таа партија, за да се биде со народот и за народот. Барем така ете, според компасот. 6091-924, 6091-925, добро познатите телефонски броеви, се отворени и доколку имаме некого, да ја отвориме и официјално емисијата. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Да, се слушаме, повелете, добар ден. Па вака, Исо, во дебатни емисии, знаеш колку пати сум кажал, дека од овие партии еден здрав не можеш да направиш. И не ги гласа народот. Вие како во најавата што ги гласаат тие што се запослени, а запослени знаеме дека имаат овие партии едно 300.000 на најубави работни места. И нивните блиски, роднини, пријатели, разбираш? Да. И тоа е гласачкото тело. Сега читат услободен печат за Ерол Ризаов, новинар и публицист. И он истото мислење го има. Треба да се формира експертска влада, не партиски политизирана уопште. Дека знаеме ние партиите у 33 години колку зло ни нанесо. Буџети до сега сме дале ние граѓаните негде 100 милиарди евра, сите буџети кои ќе ги совериш. 100 милиарди. И што направили за 33 години? Ама ништо не направи. Ништо. Не од сакатија, најсиромашни да бидеме у Европа и на балконов најсиромашни и таа сиромашнија е во поден, се у поголема дупка.
дур се овие партии на власт, македонскиот народ нема да види бенефит никаков, аер нема да види. Па вака земете. Сите премиери што биле и министри се најбогати луѓе у Македонија. Најбогати луѓе се они. Па и народов ко народ, моje мислење да не искача на гласање. Ова јас што го зборам, експертска влада неполитизирана, што не биле членови на овие партии. Поздрав и со пријатно. Благодарам, поздрав. Тогаш каде ќе покаже компасот, ако не излезе народот? Затоа се тие потоа гледате калкулации да се излезе, да се види колкав број има на народот, особено првиот круг на локалните избори, па ако се недоволно, како што се во принцип недоволно за помалите политички партии, потоа компасот ќе покаже каде има повеќе, па потоа таму се прават тие здружувања, групирања и всушност се трупаат гласовите на народот. Ово има, толку ово има, оно, ајде сите да ги ставиме во купче. И ете го компасот таму, каде што има повеќе, како метал детектор. На некој начин и е, да. Повелете, добар ден. Поштовани господин Исто така ве слушам, повелете, да. Добар ден. Поздрав до вашите гледачи, до вашите слушатели. Благодарам, повелете. Добро. Има таа една серија српска, има се вика село гори, баба се чешла. Така, да. Државата ни е во хаос, ние се спремаме за локални, за парламентарни. Па знаеме со сета почит на новинарот Ерол Ризао. Знаеме од која партија беше, како беше. Сега ќе фрла пувки, ќе кажува на колумни. Не треба експертна, треба од страна. 10 години да ни командува некој друг. Ние сме чудо македонците. Та претходната тема што кажавте дали ќе има правда. Никој пат со овие три партии. Па гледате криминал од сите страни. Гледате што се случува во социјално. На Ќорона слепо што му давале и пензии и додатни све. На некој што заслужува што му треба нигде го нема. Хаос е, не треба локални. Нека седнат еден консензус, нека сите партии да речат не бидува, само од страна. Памтим да изборно некој ќе чуе, ќе рече, овој словенецот, ќе дојде време за 5-6 години, самите ние ќе бараме помош од страна. Не ги бидува овие. Колку ќе изгласуваат тие што се вработени и советници пак паушал да зимаат, или градоначалници. Хаос е Македонија, џабе, и локални, и мокални, и све. Таравари испадна наерба како сака, од која партија сака, како сака. Компасот што го спомнаш, 33 години избегане. Никако да го фатат да видат кај таа стрелката мрда. Море, Македонче, затоа никој, што викаше овој рибарот, мислам по гласот, никој да не излезе и некоја тема, гледам, вие сите телевизии избегнувате тема. Каде е ветувањето на Мицковски да тие да ги ослободи од 27-ми? Каде му е името да го врати? Македонче, биди поздравен, све најдобро. Благодарам, ве поздравувам и јас. Но добро, отворено дискутираме и тука, го спомнавте и вие тоа. Така да, секако можеме да го дискутираме, затоа ја имаме и таа слободна тема, па ете се што некој ќе предложи, може некој друг да му одговори и да учествуваме во дискусијата. Како да речеме, за ова што велите, што се случува во ПИО. Сега, па навистина не е тешко кај нас да се случуваат такви работи, за жал, лоши работи. Најдобро е ништо да не се провери, да не се проверува, да не се прави, ако не сакаме да се случува. Ако се провери било што, веднаш се случува. Па зошто? Па затоа што токму тоа е, за жал, во многу сфери, да не кажам никаде, не функционираат работите. Ако излезе сообраќајна патрола на улица, нема што, јасно е, се знае. Бројни казни, бројни прекршоци и така натаму. Единствено добро е што буџетот се полни сега, а каде се празни, тоа е друга работа. Но само тоа се прави, а тоа покажува не е успех колку фатиле, туку каква е состојбата. А таму каде што не излегле, нема ништо. Каде што излегле, одлично. Тоа е како во река полна риби. Само пуштете јадицата, се фаќаат, не е тоа успех, види фатив риба. Па фати каде што нема да те видам. Така да нема што тоа слично и со било што друго.
Проверете ја храната, еве сега за великденските празници, неисправна храна, се уништува храна. Па не е само таа, работата е што сега провериле, да провериле претходно, исто би нашле, да проверат утре, исто ќе најдат. Пијом, па не е сега, па зборувавме наназад, исто имаше нели дупки и така натаму, па странците укажуваат за одржливоста, неодржливоста, бараат зголемување на пензијата и така натаму. Сега влегле, сега нашле. Да влегле вчера, исто ќе нашле, да влезат утре, исто ќе најдат. Така да тоа е, влезете во објекти други, некои нема лиценца, нема и така натаму. Така да работата е само во тоа, да ако сакате нешто да се најде, само побарајте, ќе најдете, како неисправност. Ако не сакате да најдете, подобро да не се влегува. Состојбите во здравството и слично, исто, подобро да не се влезе. Сега имаме политички, гледате, партиски препукувања, лекови за онкологија уште нема. А тврдат дека во рекорден рок завршиле, дека работеле макотрпно и така натаму. Така да тоа е суштината на сите, на состојбата, дека подобро е да не се чепка никаде. Ние треба да имаме состојба во кој да провери, ќе каже нема забелешки. Во реди е прегледот технички поминал без проблем. Нема потреба од ништо. А ние, за жал, што и да се чепне, а проверете, ова треба да се смени, ова треба да се ремонтира, ова треба да се поправа и така натаму. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, се слушаме, да, добар ден. Да. Па види вака, овие предизборни калкулации кои со кого. Аха. Па да ти кажам искрено како им тргнало овие... И ние со кого, со тоа, кој со кого, а ние со кого после на крај? А со Левица ние се знае. Аха, добро. Сега нема ги пишама. Не, добро, со кого ќе останеме на крај, да. Единствена сила у држава, у парламент, која до сега не се нема компрометирано. Значи, кога би били и они компрометирани, бидете сигурни дека прв противник нивни ќе бидам. Ја ти дам гаранција дека така ќе биде. Јас сум бил член на една друга партија Ушарена револуција, каде што видов покрај саато со тој Муртвино и ајде, Сиктер, вакви како тебе друг пат не. Значи, така размислувам ја. Видам дека ми прави ситуација, значи ме предава у било кој поглед, како, ајде, марш, секојаш марш ке му прам. Значи, се жалат господава, немало трета опција, трета опција ще спратени дека имате у собрани. Некомпрометирани. Дајте им шанса. Дајте им можност. Ако не чите, па за нив да гласате, бидејќи ги мрзите, тие се комунистички наследници, внуци на комунистите, иако не се дечките внуци на комунистите, бидејќи се помлади ги у таа партија, затоа викам дечки, не да мислите нешто ради друго, али немаат петно, немаат позади себе, немаат тежина, товар некој што генерацијски оставиле. А не мора да ги гласат, еве не сакат комунисти, патриоти, овие други па уште заслепени со нивните работни места таму. Иди бре на избори. Ама гласај на празно липче, изгласај таму нешто, зашкртни нешто било што, поништи го липчето. Неизлегувањето мене ме кошта 2 пати да бидам на избори, а да не знам дека сум гласал. Поздрав! Поздрави до вас, до слушање. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден, дали имаме некого? Повелете. Се слушаме ли со некого? Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, повелете. Па вака сега, бидејќи се спомнуваат локални избори, и еве некои прогнози слушнавме првично, некои рекоа дека власта е неспособна. Не знам и дека македонците се неспособни и така натаму, и тоа го слушам секој ден. Сега, ако власта е неспособна, зошто овие што тврдат дека се способни, а власта е неспособна, оте не ја турнат ова неспособната власт? Зошто не направат шарена револуција?
Или сега немаат пари од овие, како беа, Сорос и овие другите меѓународни фондови, странски за рушење странски влади. Тоа е ли проблем? Значи нема кеш, нема револуција, така? Беше лажно мотото, нема правда, нема ништо. Или што се случува? Палчо беше гостин на еден интернет подкаст портал. Тој си заврши таму кај што си заврши. Артан Групи беше на истиот портал гостин и тој зборуваше против ВМРО и тој го гледам избега. Овој Филип Андов, директорот на Шутка, и тој беше во тој интернет портал и тој гледам сега во притворе. Тепчо Екимовски дење ноќе беше во тој интернет портал. Исто зборуваше против ВМРО, нели ВМРО не способни вакви такви, ама гледам денеска една пресуда падна против Стефчо Јакимовски. Знаете, како во Симпсонови имаше едни пророштва, па сите завршуваа лошо, ова интернет порталот, Палчо Макс Визија, каде се уништуваат докази од Палчо таму, што беа имитувани, сите завршија таму гости лошо. Сега кој е способен, кој е неспособен, кој зборува лага, кој зборува вистина. Тоа е било. Ви благодарам, ве поздравувам. Со тоа што кога станува збор за јас би рекол секако може да дискутираме, не е ова опонирање. Ова што го спомна гледачот, па ако не чини некој, не е битно кој воопшто, па зошто не ги сменат, но спомнавте револуција. Јас би рекола зошто револуција или пресврт или поточно преврат. Токму изборите се да се види довербата. Со други зборови мислам дека не е исправно, не би било како оние да, легитимна е, може би, тој тип на протести и така натаму, но она стриктно правна алатка, правен начин за изразување на демократското право и демократијата се изборите. И тука да се даде поддршка кој е, па да се види, па ако не е со гласови да се смени. Сакам да кажам, не ми е блиска, односно блиска ми е револуцијата во смисла пресврт, да се направи, но пресврт каде што веќе нема други алатки, нема други начини поточно. Каде што има некој состојба на систем која е автократна и која не ги почитува овие демократски начини, изборите и така натаму. И тогаш не ви преостанува ништо, туку да протестирате и да токму таа волја на народот демократска да ја покажете на улица, дека народот е против. Но ако тоа не е случај, тогаш си постојат избори и нека докаже секој дека ја има поддршката на народот, за разлика од другиот кој ја нема, па така нека дојде на власт и тогаш нека го направи сето тоа што вели дека инаку би го направил, за разлика од тој кој е на власта не може, а не го прави. Но некако тоа се типични ситуации, оној што не е на власт секогаш знае што треба и како треба да се направи, тој што е на власт никогаш не знае. И кога ќе се заменат местата, повторно се доаѓа до исто. Дури уште треба да ни кажете, па ние сме сега на власт, сега не знаеме, да бевме во опозиција, ќе ви кажевме како. Тоа е проблемот кај нас, што опозицијата за жал констатира неспособност, да речеме, или незнаење на власта, а не дава ништо конкретно. Колку е тоа опозиција од позиција на опозиција? Или е само коментатор, не знаеш, па добро, ајде да видиме. Што би направил ти? Тука не, тие не знаат, тие не можат и слично. Тоа се генерално пристапот на опозицијата оди во таа линија. Што значи дека нема сериозноста на креативноста, затоа што повторно доаѓаме до ова. Како да се земат, како да се придобијат гласовите? Па не на тој начин што, како да се придобијат гласовите за да се дојде на власт, гласовите на народот.
Па така што треба да го убедите народот дека знаете. А не со тоа што не знае тој. Викате не знае тој, па остави го него, јас знам. Значи, не е моето да викам по другите не знаат. Не знае никој што се јавил, не знае ништо. Ба што знам јас? Дајте тоа да кажам. Затоа, мислам, се однесува ова и за воопшто за тие меѓусебни кога ги имаме. Овој не знаел тропа и така натаму. Дајте да го чуеме, да ја слушнеме вашата вредност. Оставете го другиот. Не треба ми кажувате дали вреди или не. Јас како гласач сакам да го слушнам и едниот, и другиот, и третиот. Сакам да ги слушнам сите учесници во разговорот. Немојте да ми кажувате овој не чини, овој тропа. Дајте да слушнам и јас ќе си го дадам мислењето и ќе гласам за овој. И потоа ако не ми одговара, исто ќе видиме. А што велат сега другите? Дај ми сега друг. Без да слушам, ама не чини овој. Не, а што ќе направиш ти? Кажи ми. Ветуваш? Ајде, еве ти направи. А не е дека не чини другиот. Повелете. Ало? Да, ве слушам, повелете. Ве поздравувам. Исто, да, благодарам, повелете. Исто го поздравувам и Томислав од Битоло, портпаролчето на ВМРО, да му објаснам некои работи како реплика за синоќе. Добро, Тој, како прво, нека си гледа за себе, не за други вид. Еве, тој кажуваше во Холандија било легализирана тревата, да, тачно, легализирана, ама народот е перфектен. Значи никој никого не прави проблеми. Друго, тој нека си погледне во Битола советникот Чулаковски, тој е Чулакот, што говори 60.000 евра за храна за кучиња и градот што му извалан. Ама во Холандија нема пикавец. Дали се разбираме? Која компарација е? Да. И тој сега се мери со другите поголеми земји, као тие биле никакви, ние сме најдобри. А тој 60.000 евра там во Битоло за кучиња за храна, за папаја и ред други работи, и градот му е хаос. Немат контењерка. Морал Чулоко да ја прави. Нека го каже тоа, а не за другиве. А овие тука сега за ВМРО. ВМРО, еве, ви кажувам, сега избори кога ќе има, верувате, ги читам сите коментари на социјалните мрежи, ВМРО глас нема да добие, бе. Верувате, само тие што се администрација ќе гласаат за нив. Многу ќе изгубат, многу, со ниното понашање. Не само тие, кои и други, бе, и кои да дојде. Значи, верувате дека веќе народот го ставија во таква ситуација да не знаат што да направат, за кого да гласат. Во никој немат поверење. Не знам што да кажам. Катастрофа е. Абсурдно е. Да се говори веќе за таа политика и предизборна кампања и ред други работи. Пошто нема салам човек. Кој дојде на власт и го товари магарето и си бега. Сите, како да ви кажам, селски политичари. Немам зборови што да кажам. Толку имам да кажам и со бидем и поздравени, се најдобро. Благодарам, исто така, секој е добро. Тоа би рекол е најголемиот проблем. Да почнат да губат сите. Ова што велите, да, па не знам, овој ќе изгуби оној, не велам конкретно кој како. Туку да не е тоа прелевање. А овие сега губат, но затоа добиваат овие доверба. Туку едноставно да губи доверба едниот, но не добива ни другиот, ни третиот. Едноставно да никој нема доверба. Тоа е најлошата варијанта. Каде ќе оди компасот тогаш? Ако народот не верува на никого. Тоа е веќе она безизлезна опција. Тога не може да каже, тоа е единствената алтернатива. Не, тоа не е алтернатива. Тоа е безизлезност. Односно, една опција. Нема кој да се избере, па да се избере најмалку лошиот. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, поздрав да вас повелете. Право на реплика. Да. Значи имам право на реплика. Секако, да. Благодарам. Видете, значи преходниот гледач не демантираше дека Холандија како колонијална империја изврши злосторства ширум светот и е виновна за 600.000 убиства ширум светот и дека многу богатства, каде што го спомна филмот Крвави диаманти, значи можете да го погледате, 2005 година е, како тие крвави диаманти од Африка низ крвави раце завршија во Холандија. Нормално некој е задоволен и со тие трошки од колонијална Холандија. Значи, тоа не беше демантиран.
А дека имаме проблеми во Македонија, се сложувам и јас. Меѓутоа да ги решиме на демократски начин, со демократски избори. Точно како што ги решават и западноевропските земји. Јас ви кажав дека сум демохристијанин по уверување. Значи, верувам во традиционални вредности, но и во демократски решенија. Така. А за тоа кој каде е вработен, еве да не се заречам утре или други ден, еве до вас ќе испратам писмо и ќе видите моја лична карта, моја фотографија, мој матичен број и список на сите фирми каде што сум досега вработен. 18 години стаж имам и сите ќе видите фирми се приватни. И тоа е еднаш да се симни од тема. И така и се надевам и другите гледачи ќе комуницираат со вас и еднаш таа дилема да се рачисти. Мада и мојата биографија мислам дека не е ни од јавен интерес. Мислам дека се побитни ставовите овде што ги искажуваме. И исто така ќе чуете снимки утре, да не се заречам повторно, од претходниот гледач и една реакција од вашата колешка. Многу интересно. Од YouTube ќе бидат тие снимки за мене и ќе ви ги пуштам и ќе ги слушните и вие. Да ги сочиме ставовите на гледачот, а и Бога ми вашата телевизија, бидејќи тие снимки се од авторски права на вашата телевизија. Така ви благодарам, ве поздравувам, но без оглед ова што велите за биографијата и така натаму, не се сомневам, но не гледам ниту зошто би требало воопшто да биде тоа битно во рамки на која и да е дискусија. И каде и да е некој вработен, ако е вработен со основа, аргументирано, што може да биде лекар, директор, што и да е. Прашањето е дали добро извршува таа работа или не. Не е ништо... Повторно е ирелевантно сосема за дискусијата. И што ако е? Може да е вработен на кој знае кое место, а да се зборува независно нешто сосема десето, односно не е во врска тоа што го кажува и тоа каде е некој вработен. Да, врската е јасно, не знам, некој го вработил или има и така натаму, па затоа зборува, но сеедно, повторно, а што ако зборува? Затоа дајте тогаш контрааргумент на тоа дека не е така, како што зборува. Некого го вработиле или не знам му дале одредени придобивки и сега тој хипотетички веламе, нели треба да зборува во прилог на состојбите, дека се добри. Но ако не се добри, знаеме дека не се и ќе кажеме, а што зборувате дека е добро кога не е добро? Велите зеленило прекрасно секаде, нема врска ништо. Избетонираа се, упропастија и не е така како што велите. Значи не е дека ние другите немаме сетила и немаме очи и немаме чувства и не гледаме и сега треба да ни каже некој, а ние не сме виделе ништо, сега дано тој не лаже. Па гледаме и ние и затоа со нашите аргументи, ако не кореспондира со тоа, ќе кажеме па. Не, боре, ти ова го кажуваш или не ги гледаш работите соодветно, или имаш некои други интереси. Па зошто го кажуваш тоа? Јасно е дека нема врска од ова што го кажуваш и готово. Затоа веламе сосема независно дали некој го кажува заради тоа што верува во тоа или го кажува заради тоа што, не знам, смета дека треба некого да фали или да критикува. Туку тоа што го кажува, тоа треба да ни е предмет на дискусија. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Да, ве слушам, добар ден, повелете. Искам да ти кажам, јас не сум за коалицирање. Никој да не коалицира со никого. Нека си ги измерат силите, кој колку вреди, па на крај што сакат нака прават. А ова вака влези во коалиција, па излези, па противи се, па ова, па добиве 500.000 гласа. 500.000 гласа, па ние победиве, па ова. Мајде, молим те, секој посебно нека си оди. Инаку, за шарената револуција ќе кажам дека може беше еден потик, инаку не ја смени шарената револуција владата, тоа беше наредба од Америка. Ако и сега наредите Америка после 3-4 години да ја снеми оваа влада, ќе ја снема.
Да знаеш. Како на Груевски што му реко, како на Лјупчо, повлечи се од политика ако сакаш да добиеш азил. Толку. Кај нас така се работи. Македонците што се правиме ние, македонштина некоја, ма како ние? Ние не сме македонци, ние ќе си изедеме меѓу себе. Ви благодарам пријатно. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Ало, Повелете, добар ден. добар ден, госписо. Да, се слушаме, повелете. Ако ми дозволите православни христијани да ги поздравам со Секако, поздравот како Христос воскресе. Сега, конкретно на темите. Што ние слушателите, гледачите, заземаме една страна, а силите ги мериле досега како посетиме ова Македонија, сада сама и ДПМН. Добивале, губеле. Значи, нивното владење се видело. И кои сега? Остана првите гледачи ме се коментира неутрално и вистината кажува. Они гледачи кои сега го бранат ДПМН, сада сама тие се лично своји интереси. Правиот патриот, правиот македонец, честниот човек бил граѓани на Македонија. Не би никогаш ми се гласал за овие две партии, зашто тие две партии кога им се приклучи дуи 2001 година, односно усаката револуција кога им се приклучија, стана овие две партии, политичарите од овие две партии поголеми излосторници од терористите во 2001. Запустија Македонија, до крај и она што беше македонско уништија, све тиот капитал го однесува и само носат и понатака. Јас не се слагам некој кој ќе реши, што ќе речи калето Америка. Не. Калето Америка и другите може да биде, гледа што се работи во Македонија. Меѓутоа, ако сам себе не си го браниш домот, дворишето, никој нема ти обрани. Ако сам во дворишето своје не очистиш, никој нема ти го очисти. Затоа и да биде гласање сега, ќе гласат оние кои за кого имале бенефицит од вработување од овие две партии. Од тие што имале вработување, тендершина, тие пак ќе гласат за нив. А за најбитното на Македонија најдоброто е, како што рече, експертска влада, кои никогаш да се не биле смешани во владата, во партиите и под надлежност на странска надзор. Да се Благодарам ве, поздравувам, но затоа е битно да народот да успее да осознае, да допре до тоа што може да очекува од тие кои ги гласа. Затоа велам и со овајте гледачот што вели, па не знам дали вработен, невработен. Тоа како заднина, дали некој сака да ни продаде нешто, може е трговачки патник, правосмукалка ни продава. И има интерес да ја продаде и сега ќе не убедува дека е тоа чудо на чудата. Но тоа му е работа, затоа сега. Тоа не е прашањето во таа смисла, дали е вработен некаде, дали е член на политичка партија. Истото е со предизборните ветувања. Тоа се еден вид трговачки патници или се едно осигурителна полиса продава и така натаму и убедува дека е тоа нешто неверојатно. Она што нам ни треба, велам, е тоа, токму таа способност да препознаеме што е реалност и колку може да веруваме на тоа, дека може да се оствари. Така да едноставно гледаме некој не уверува дека таа правосмукалка се живо ќе исчисти по дома, гледаме дека нема ни елементарен прибор за, не знам, камоли некои четки и такви работи. Јасно е дека него му е во интерес само да ни го продаде тоа и тој си завршил, добил процент свој. Но воопшто тоа не е прашање, тој прави, па тоа му е работа или не му е работа, не треба да не интересира. Треба да го видиме производот. И затоа, ако е производот и во смисла на гласањето и така натаму, тоа име нивното калкулации сега и така натаму. И коалиции токму затоа за да направат кое какви групации со кои ќе се продадат, со кои ќе застанат во име на условно некоја фирма, бренд поголем или помал, зад којите повеќе или помалку стојат граѓаните, за да ни продадат некој производ. И тогаш ќе доебе ние во име на оваа компанија, па политичка партија, читајте. И сега работата е не да се поверува на тоа, туку да, но да ги видиме луѓето, профилот и да процениме колку е реално тоа што го кажуваат и нивниот капацитет.
а не само да ни продадат производ. Затоа велам, тоа е погрешен пристапот, барем за мене, да се анализира кој што, каде, ваму е, таму работи оваа партија. Треба да се видат луѓето и да се анализира тоа што го ветуваат. Колку е тоа реално, колку е тоа невозможно. Па тогаш да се, како што велат исто, не знам, и трговците, ако сакаш да видиш дали вреди нешто, кога ќе почнеш да се ценкаш, спушти му ја цената многу, за 50%. Ако прифати, откажи се, не чини тој производ. Ти продава нешто за 1000, понуди му 200 денари. Ако каже, не, добро, еве за 300, бегај од тоа. Што ме подготвен да ја спушти цената толку, значи не чини тоа. А ако не ја спушта, вреди. Тоа е стратегијата на народот која треба да ја примени за да ги препознае вистинските работи. А не само да го заслепи презентацијата нивна. Тоа е нивно, да го прават тоа. Како трговачки патник, велам. Повелете, добар ден. Висок. Да, повелете. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Вака се. Јас да се прашувам, ја би ги забранил овие коалиции. Аха. Видовме овие 30 години има луѓе, човек партија, цел живот, или пратеник, или градоначалник, или таму министер, не знам што, во политика, со грам искуство надвор од тоа, го пуштиш на улица, не знае шајка да закова, што се вика, а користат привилегии, милионери станава, некои со корупција, некои со ова закон за потекло нивот не функционира, не си ја сечат гранката на која седат. Така да, ја би направил секоја партија да секогаш сама да излезе на избори, а после тоа нека се склучуваат коалиции за да се остварат некои закони и така натака и така натака. Тоа е според мене најидеално. Така многу партии, човек партија ќе пропаднат и ќе останат две македонски и две албански партии. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека на овие локални избори сега ВМРО ќе добие уште повеќе градоначалници и советници. Овој, како се вика, СДС ќе изгуби тоа што имал и сите ќе му избегаат во знам. Тоа е нашиот манцеп, како се вика тоа. Да, Така функционира нашиот народ. Каде има корист таму. Но овие заспаниве, овие северџаниве, овие што уште ги бранат дека им работиле некој дете внуче и уште се јавуваат по емисии, нека се освестат да имаше ВМРО над 60 пратеници, да го гласаа за ВМРО, немаше да бидат уценувани од албанските партии. Благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Некако ми се годи после овој човек да бидам јас. Заборави едно друго да каже. Овие предизборни коалиции, знаете за кого важат? За албанските партии. Отимам кажано, да бидат тие 100 партии за мене се една. И секоја му чест, пазете. Не сакам никого да вреѓам. Способни. Што мислеа овие наши македонски партии? Ако уште 91 година не знае што ќе му се случува, оти некој не гласаше за ова Македонија, уште тогаш требаше да се обедина. Што мислеа, ако тогаш не мислеа 2001 после рамковниот договор? Срам невиден. Срам невиден за мене. За кого да излезам поќе да гласам, пример, еве, јас чисто, без разлика, дали сум албанец или сум македонец. Во Македонија сум се родил. Што му е него, давај едните, давај другите на трети партии, 30% ВМРО, 70% да речам СДС, се знае кај се играше фудбал ова, тие само дрема да ја задржа столицата. Што очекуваме, бе? Што треба поќе ние да очекуваме? Па дај, нека си кажат, јавно нека кажат, не сме способни да ја водиме Македонија, нека му ја пуштат докрај на некого, нека ја води. Па што ќе би, дали ќе учи да албански, или ќе учи да англиски, то што треба поќе да кажам, да исо
се срамам, ниеден народ не ме вреđа. Меѓутоа, тоа е јасната ствар. Тоа занива, немој да мислите дека се таравари, ова е случајност. Не е, брате, тоа не е случајност. Тоа е со мозок, тие задкулисно си седат во главниот град Речита. Струга Кичево, кај се, и Доленци, кај се. Благодарам, поздрав до вас, повелете. Добар ден. Добар ден, господин Со. Да, повелете, ве слушам. Добар ден. Поздрав, господин Судоте, поздрав до вашите гледачи. Исто така, да, повелете. Па темала, да ти кажам, предизвика внимание, бидејќи многу луѓе бегаат од темите и од правата денесна тема. И сега еден шарена Луција, да му кажам, господине, не сакам никогаш да реплицирам, меѓутоа, еве за изборите. Прво ќе кажам, секоја партија која има право да биде бирана, има право да коалицира со кого сака, предизборна коалиција има право да, во законот, така и уставот има право после коалиција да прави, мислам после изборите, предизборна и поизборна коалиција. Тука више нема што да зборуваме тоа. Сака господинот тој шарен, што ги вика Северџани, да му кажам нему, господине, зошто гласаат уште за оваа партија? 11 години пустош. Зошто гласаат за партијата од Студентското здружение од Белата палата Христо Татарчев? Што очекуваат од таа партија? Шарена револуција зборува човекот. Имаше шарена револуција. Шарената револуција не удри никого. Имаше потоа, зошто ја забораваат револуцијата, терористичката револуција 2017 година, која со 2000 луѓе влезе во собрание и тепаше пратеници и она. И сега тие ги бранат овие биле шарена револуција. Исто уште да му кажам на господинот. 2017 година победи натрешната револуционализација од Белата палата со 51 према 49. Тамо не формира влада поради не може да направат влада. Значи 61 пратеник треба да најдеш па да достанеш до председател и така натаму ми мине времето. Направија СДСМ со дуи. Потоа во 2020 година господине СДСМ победи со 46 према 44. Така да јас не знам вика овој уште вика се јавуваат. Зошто па тој се јавува? Јас имам право да се јавам и да ги бранам интересите на мојата не на партија, него интересите на луѓето да живеат подобро, да бидат мирно и демократски да се живее во оваа држава. Поздрав. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, дали имаме некого? Добар ден, се слушаме ли? Ало? Повелете, ве слушам, вие сте. Исо, предизборни калкулации, кој со кого? Па да, политичко партиски. Сега скоро имаше некоја изјава од Мицковски, дека се договарале со Влен во вториот круг едните другите да ги поддржат. Еве еден поздрав до Мицковски. Вака велам јас. Албанците добро си ја терат, си сакаат да си ја терат, немам никаква замерка. Секој за себе. Меѓутоа, поздрав до Мицковски. Ако тој не направи коалиција со македонските партии, да знае дека овие глодари клошари, а во последно време и политички полногласци, со гласавме сите за него за да дојде на власт, нема никој да гласа за ДПМН. Да му е јасно. Нека внимава, ова е Македонија. Ако е прав патриот и прав македонец, и сака Македонија да обстои. Поздрав до Мицковски да прави коалиција со сите македонски партии, а не да се подпикнува и да се улизува на албанските партии. Освен, ако не договорил нешто, пред да дојде на власт, кој требаше да се коалицира, па 300 работи им ветил на Влен и сега малку по малку се излегува на виделина. Со викаше Груевски, вистината е како сило. Врти и на крај ќе излезе на виделина. Поздрав Исо. Благодарам ве, поздравувам и јас. Имаме ли време? Немаме. Да, како Шило, ние би рекол, ја знаеме вистината, одамна ја знаеме, само некако да ги организираме работите за да почнат да одат на подобро. Ви благодарам, ете, ќе продолжиме да ја бараме, да го бараме и она што уште не е откриено, а што некаде, ете, како Шило треба да се пробие и во таа смисла, ете, остануваме заедно и понатаму. Ви благодарам за учеството, за вниманието и ви останете со Телевизија 24. Довидување.